Од оваа напуштена куќа на улицата Тодор Чучков во центарот на Штип, неодамно соседите убиле змија од видот смок долга над 1 метар. Змијата, како што тврдат, тие излегла од дворот на куќата и влегла кај соседите. На терасата змија ни се беше качила од некне. Утепа син ми. Тука е смрдлави навечер, има глувци, мачки што испомрено. Не знам што да правиме, дека кажуваме, викат на никој не е надлежно во тие прифатен имот. Да, имаше змија, потажание, да, видеа јас, беше сликана. Имаме проблем во тука смрдат, собрано е ѓубриште, Бог те знае од кога. Израснато, никој не воде сметка, собствениците уопште не се јавуваат. Какво решение е потребно за надминување на овој проблем? А за во решение да преземе општината, кои се надлежни. Газдарицата, што е неизино, ќе оправдавали. Не можат? Па доколку не можат, нека тражат чаре нешто, во не со години е 30 години е вака. Општинскиот комунален инспектор ја објавува процедурата како да се постапи во ваков случај. По пријавата од граѓани се оди на увид на лице место и можеме самите да видиме дека тие се запуштени куќи, дека има многу трева, дека има многу дрвја. Потоа, значи, следното е да ги најдеме собствениците и да ја дадеме опомена, односно наследниците кои се на таа куќа, пошто никој не живеат во тие куќи, и едноставно да ги средат тие дворни места. Проблемот со напуштените куќи во Штип е се поизразен, дополни Везенков, особено во централното градско подрачје. Можам да кажам дека во текот на годините, посебно и оваа година, има локации каде што има индивидуални стамбени објекти, куќи, кои што се напуштени, односно кои што не живее никој во нив. Во меѓувреме, стравот кај нашите соговорници од улицата Тодор Чучков е евидентен, како што велат, нема да не изненадат доколку и во наредните денови повторно се соочат со змии или големи стаорци во нивните дворови. Сепак, оние кои живеат тука во овој дел на централното градско подрачје, познат како Тузлија, единствен спас гледаат во најавата дека куќата е ставена на продажба.